главниот приоритет на владата е подигнување на животниот стандард, а за тоа е потребно платите во Македонија да растат. Ние прва мерка една од клучните први мерки кои што ја превземавме беше подигнувањето на минималната плата и воедно направивме таа да важи и за ја исправивме онаа неправда со поставувањето на онаа второ или пониско ниво за работниците во текстилната индустрија, облеката и кожата. Практично овозможивме и тие да добиваат минимална плата како што треба. Со зголемувањето на минималната плата од септември, податоците од јануари и февруари 2018 година покажуваат дека платите се пораснати, просечната плата во Македонија е порасната за 4,6% во однос на истиот период од лани, но мислиме дека тоа не е доволно и дека потребно е да превземаме и низа други намерки кои ќе овозможат платите во Македонија да растат. Затоа сме денес тука. Денес тука зборуваме за поддршка за раст на платите во трудоинтензивните сектори. Работник кој ќе, значи за работниците во овие сектори кои ќе добијат зголемување на платите во однос на последниот квартал на 2017 година, државата ќе покрие 30% од растот на бруто платата. Мерката ќе важи за работниците кои што имале плати во нето до 18.000 денари, како просек во последниот квартал на 2017 година. Во буџетот веќе се предвидени околу 360 милиони денари, за да може оваа година да добиваат фирмите поддршка, ќе се исплаќаат, значи поддршката ќе се добива по исплатена плата на работниците. Очекуваме дека околу 50.000 работници во 15.000 фирми може оваа мерка може да важи на нив, значи може да добијат зголемување на платата на база на овие мерки. Исто така важно е за нас да истакнеме дека со растот на платата правиме притисок и продуктивноста во економијата да се зголемува. Затоа ние веќе изборуваме и за мерки за поддршка на фирмите кои ќе значат и вложување во нова опрема, во нови машини за работите да се движат напред во Македонија. Кога би можеме да очекуваме такви вложувања и во инфраструктурата и во се да се подобрат условите, а така и да се зголеми продуктивноста на работниците, конкретно за текстилната индустрија? Значи за оваа мерка која што денеска ја зборуваме, ние веројатно за помалку од 1 месец ќе изготвиме информација до влада која ќе помине на владата. Таа ќе може да се користи од страна на фирмите кои ќе даваат повисоки плати на своите вработени во трудоинтензивните дејности.